и на репликата, колешка. Јас само сакав да бидам конкретен и концизен. Доколку имаме ситуација на неуспешна имплементација на законот, нашите укажувања беа многу конкретни. Да си бараме одговорност. Доколку вие тврдите дека ете сте одржале средби со банките и со останатите финансиски институции и дека во тој сегмент нема да има проблем, сте решителни на тоа поле, во ред. Ние овдека повторно ќе седнеме и ќе дискутираме. Но доколку испадне проблем, тоа директно се рефлектира врз секојдневието на студентите. Не е лесно да се студент во овие времења. Тогаш сакаме да знаеме дека некој да ги расчистиме улогите. Кон кого да покажеме со прст. Тоа е првата работа. Втората работа. Ниту една проекција на инфлаторна стапка досега, барем во овој период, од оваа влада не беше исполнета. Неколкократно беше зголемувана. Сега, ако почнеме да ги споредуваме колку велеше дека ќе биде инфлацијата владата, а колку имавме на крајот од периодот, ќе испадне повторно политика. Тоа е втората загриженост што имаме поднос на предлог законското решение. Едноставно, цените имаме базирано врз нашите неодамнешни искуство кое што вели дека цените неколкократно се зголемуваат, односно се зголемуваат со многу побрзо темпо, отколку што било која друга мерка од владата ја пратила таа состојба. Не гледам причина зашто тие не би постапиле исто како што не постапува и досега. Затоа го кажавме тоа. Иначе, за работите што се за поздравување, тоа не бегаме. Но нашата интенција е како да го направиме законско решение, пред се реално изводливо, второ, функционално. Работите што се ги забележале дека не се добри, кои што би можеле да бидат подобри или многу подобри, имаме амандман со кој што сметаме дека е реален и дека треба да го прифатите. Толку. Благодарам. Нареден пријавен за збор е